Училиштето Тоде Хаџитефов е основно општинско училиште лоцирано на улица Пионерска, 24 во Кавадарци. Тоа е едно од најстарите училишта во градот, со долга традиција на воспитување и образување на успешни млади кадри, кои денеска се вбројуваат меѓу најуспешните луѓе во градот, признати и познати доктори, инженери, професори и бизнисмени. Училиштето официјално е отворено на 11 октомври 1962 година. Токму на денот на востанието на македонскиот народ и од тогаш па до сега, во духот на револуцијата и промените, училиштето и продолжува да живее. Продолжува да се надоградува и усовршува во текот на годините, се до ден денешен, кога представува едно од најсовремените училишта со престижни услови за образување на нови генерации најуспешни граѓани. Денеска училиштето располага со вкупно 17 училници, од кои 13 се целосно опремени со компјутери. За предметите во кои се изучуваат вештини како музичко, ликовно и техничко образование, училиштето има 5 соодветно опремени кабинети. Секоја година се школуваат околу 700 ученици. Наставата во основно општинско училиште Тоде Хаџитефов се изведува во 2 смени. Наставата за учениците предпладне започнува од 7:30 часот, како за учениците од оделенска, така и за учениците од предметна настава. Попладне пак, за учениците од оделенска настава, односно од прво до пето оделение, наставата започнува од 13:30 часот. Наставата за учениците од предметна настава од 6 до 9 оделение попладне започнува од 13 часот. Часовите во училиштето траат по 40 минути, со еден голем одмор од 25 минути, кој е помеѓу вториот и третиот час, како за оделенска, така и за предметна настава. Останатите одмори траат по 5 минути. Наставата за учениците од 6 до 9 оделение е организирана во кабинети. Ние од училиштето сметаме дека со ова ги подобруваме можностите за учењето на учениците. Нашите кабинети се преполни со најразлични нагледни средства поврзани со предметот кој се изучува, а истите се прикачени на ѕидовите во кабинетите и многу придонесуваат во ефикасноста на учењето кај учениците. Преку кабинетската настава овозможуваме одржување и збогатување на целокупниот училишен инвентар. Многу сме задоволни што од година во година се зголемува бројот на изложените материјали, кои се изработени од самите ученици, преку најразлични воннаставни иницијативи и проектни активности на училиштето. Наставниците од предметна настава се наставници со авторитет и големи познавања од областа која ја предаваат. Тие умеат и најкомплексната содржина да им ја пренесат на учениците на прифатлив начин. Во училиштето се изучуваат и 3 странски јазици. Секој од нив се зборува во повеќе земји во светот, што овозможува учениците да се стекнат со познавања кои ќе им бидат од корист во текот на целиот нивен живот, независно во која професија ќе се реализираат и каде ќе работат. Успесите на нашите ученици во најразличните спортови не изостануваат и училишните тимови години наназад се вбројуваат во најуспешните на училишно, регионално и државно ниво. Наставниците во основното општинско училиште Тоде Хаџитефов користат модерна настава со интерактивни методи, а застапеноста на учењето преку информатичката технологија е барем 30% од целокупната настава. Училиштето располага и со електронска табла, која наставниците ја користат за уште поефикасна настава. Учениците од нашето училиште уште во прво оделение стекнуваат љубов спрема училиштето. Наставата за секое оделение е организирана во наставни единици кои се адаптирани на возраста на децата и гарантираат систематско и постепено усвојување на материјата. Така, во прво оделение учениците најпрво ги изучуваат препознавањето на гласот, потоа буквата, зборовите, па се до формирањето на реченицата. Го изучуваат препознавањето на броевите од 1 до 10, годишните времиња, дивните карактеристики и плодовите кои се најкарактеристични за овие годишни времиња. Учениците слушаат приказни,
и преку нивно прераскажување се учат да зборуваат во целосни реченици. Ја развиваат меморијата и го зголемуваат фондот на зборови преку изучување на песнички и стихотворби. Ги изучуваат боите, деновите и месеците во годината преку најразлични апликации и приказни. Учат за домашните и шумските животни и од најмали нозе учениците се учат и се воспитуваат да ја сакаат својата околина и да водат грижа за неа. Сепак, најважна цел во прво оделение е адаптирање на децата во училиштето и социализација со нивните врсници. Во овој контекст, наставниците даваат поддршка како за учениците, така и за родителите, од помош за првите оделенија и работата со стручната служба. Децата кои имаат проблеми во адаптацијата и социализацијата во почетниот стадиум од нивниот живот како ученици, добиваат поддршка од психолог и педагог, а во потреба и во согласно со родителите, децата кои имаат одредени потешкотии во говорот се препратени кај логопед. За потребите на учениците од оделенска настава, училиштето располага и со простории за одржување на продолжен престој, како за учениците од прво до трето оделение, така и за оние до пето оделение. Овде, искусни наставнички, пред и после часевите работат со учениците на подготвување на домашните задачи, учење на новите песнички, текстови и многу други училишни задачи за најмалите. Јас како директор на училиштето давам голем акцент околу безбедноста на учениците во училиштето. Имаме офатено повеќе безбедносни мерки. Прво, во училиштето имаме обезбедено агенција за обезбедување со 20 чувари кои се грижат за редот, мирот и безбедноста во училиштето. Ова служба 24 часа во денот е постојано во училиштето, како во работните денови, така и во викендите. Што значи безбедноста е на високо ниво. Исто така во училиштето имаме опремено видео надзор. Училиштето е безбедено со 12 камери, од кои имаме поставено во внатрешниот дел на училиштето и надворешниот дел во училиштето. Во нашето училиште, освен задолжителните воспитно-образовни содржини, се реализираат и повеќе проектни активности и програми. Јас би можела да кажам дека нашето училиште има доста солидно организирани превентивни програми. Во овие превентивни програми се вклучени скоро сите ученици од нашето училиште, со исклучок на учениците од прво оделение, на кои што им даваме простор во прво оделение да се адаптираат на училишната средина и да се социализираат. Веќе од второ оделение па до осмолетка, односно 9 оделение, сите ученици се вклучени во овие превентивни програми. Превентивните програми кои што се реализираат се следните: превенција од злоупотреба со дрога, превенција од злоупотреба со алкохол и цигари, превенција од насилство. Ова е една малку поширока програма. Потоа имаме активности кои што ги правиме во соработка со Црвениот крст, а тоа е превенција од сексуална злоупотреба на деца. Така да имаме најразновидни превентивни програми во кои што освен учениците ги вклучуваме и родителите и наставниците. Целта е секако да имаме еден систематски и синхронизиран пристап при решавање на овие социодевијантни појави кои што се забележуваат во општеството и кои во последно време се позачестени и заземаат поголем замав. Секако во училиштето, освен превентивните програми, имаме и задолжителни програми, како што е програмата за советување на ученици. Таа програма ја реализираме како на групно, така и на индивидуално ниво, и тоа се ученици од различни категории. Најмногу се оние ученици кои што имаат заслабнување во успехот, односно имаат намален успех во учењето, имаат неоправдани отсуства од училиште и имаат несоодветно поведение. И со нив, како и со родителите, работиме и на групно и на индивидуално ниво, со тоа што дополнително на оние ученици кои што имаат потреба од поддршка. Значи учениците кои што се од ранливи групи или од слаби социоекономски семејства. Значи им даваме можност за индивидуално советување или консултирање, за да може овие ученици едноставно подобро да се адаптираат во училишната средина. Нашите другарчиња, од најмалите па до најголемите, преку најразновидни активности, драми, музички точки, хорот, балетски групи и друго, се чести гости на сцената на Домот на културата и на градскиот плоштад.
Основното училиште Тоде Хаџитефов започнува од 1 мај со упис на ученици во прво оделение. Уписот започнува од 1 мај и продолжува до крајот на месец мај. За да се запишат учениците во прво оделение потребни се следните документи: извод од матична книга на родените, потврда за примени задолжителни вакцини кои што ги издава здравствена институција, потврда од стоматолошки преглед. Училишни обврзници кои што треба да се запишат во прво оделение се децата кои што до крајот на календарската година ќе наполнат 6 години. Ние од основното општинско училиште Тоде Хаџитефов, како и секоја учебна година, така и ова, држиме широко отворени врати и со нетрпение го очекуваме доаѓањето на новите првачиња. Наставниците веќе се радуваат на запознавањето на нови ученици и се подготвуваат за што подобар почеток на една нова генерација успешни граѓани на нашето општество.